19-годишник со пиштол усмртил свој врсник од скопското село Бојане. Телото полицијата го најде во шумата во близина на Сарај. Синоќа 1 час по полноќ во полиција се јавил таткото на осомничениот убиец за да го пријави синот. Тој на полицајците им признал дека неговиот син губил својот врсник пред 2 дена. На телефонската линија за итни повици 192 се јавил неговиот татко ИБ и пријавил дека МБ му признал дека на 15 мај оваа година во шума во околината на Сарај со пиштол го усмртил 18-годишниот БД од Бојане. Од страна на полициски службеници, МБ е приведен во полициска станица, а пронајдени се и телото на БД и пиштолот со кој е извршено убиството. Увидот е завршен, а обвинителството вела дека во моментов се постапува. Таму истрагата треба да даде одговори која била причината за убиството и од каде осомничениот го набавил пиштолот со кој го усмртил врсникот. Во последниот период загрижуваат бројките за врсничко насилство, особено помеѓу основци и средношколци. МВР само од јануари до март бележи 61 настана насилно однесување на ученици во училишта или во нивна близина. Уште позагрижувачки е тоа што над 63% од регистрираните инциденти се во основни училишта во Македонија, а повеќе од половина во Скопје, 32%. Ако се погледне статистиката во последните 5 години пак, секоја година има забрзано зголемување на бројот на пријавени случаи на врсничко насилство. Во 2021 година регистрирани се 27 настани на насилно однесување меѓу ученици. Во 2022 регистрирани се 75 настани. Во 2023 година 102. Во 2024 евидентирани се 109 настани. И во 2025 регистрирани се 119. Лани биле поднесени кривични пријави за 32 дела, од кои најчесто станува збор за насилство, телесна повреда, а регистрирано имало и силување на дете кое не наполнило 15 години, полов напад и силување, уцена, неовластено снимање и телесна повреда кон лице од ранлива категорија. И низ годините наназад, статистиките покажуваат дека насилството доминира во инцидентите кај врсниците.